Добре дојдовте во втората епизода на Студентски пулс. Денеска заедно со мене во студиото е академска личност позади која стојат многу успешни млади доктори. Академска личност која била и ќе остане секогаш мотивација и поддршка за студентите. Денеска имам чест и задоволство да разговарам со професор доктор Сања Манчевска, редовен професор на медицинскиот факултет и основач на Советувалиштето за студенти по медицина. Со професор Манчевска ќе разговараме за предизвиците, за незините почетоци на медицински факултет, за незините студии, но и професионалниот раст и развој, како и за Советувалиштето за студенти по медицина, за анксиозноста, за стресот кој што се секојдневие на еден студент. Професорке, добар ден и добре дојдовте во емисијата на Студентски пулс. Добар ден, ви благодарам што ме поканивте. Чест ми и задоволство што сум тука со вас. Ви благодарам и за почеток да ве прашам како сте. Добро сум. Пријатно се чувствувам и убаво е што сум тука. Се надевам дека ќе имаме плоден разговор. Професорке, за почеток би сакал да се навратиме на вашите студентски денови. Како изгледаше вашиот пат низ медицинскиот факултет и низ вашите студии? Мојот пат на медицинскиот факултет почна пред 40 години, што ќе рече во минатиот век. Почна многу ентузијастично и со голема самодоверба, затоа што во тоа време имаше приемни испити по хемија и по биологија. И приемните испити беа голем настан. За тие приемни испити се подготвувавме подолго време. Конкуренцијата беше жестока. Мене ме примија во горниот дел на табелата на примени студенти и тоа вистина ми даде една голема награда и самодоверба. Така почнав. Мојата прва оценка во индексот е една голема, дебела петка. Петка. Ја добив од професорот по физика, затоа што се откажав од испит. Значи влечев прашања, не ми се допадна последното прашање, знаев дека нема да биде перфектно одговорено и се откажав. И професорот ми го зема индексот и ми напиша една голема петка. Така што тоа беше еден голем сериозен шок. Тогаш научив дека не треба да се откажувам никогаш од испит. Дека не треба да тежнеам кон перфектен одговор. Дека треба да бидам задоволна со секој положен испит. И лично научив дека треба да си посакувам добар исход на испит кој ќе одам, а не да се мачам со идејата што ми е помалку научено или не ми е доволно научено. Така што тоа беше тоа. Ми даде, баш онака убаво ме растресе и ми го фати на некој начин патоказот дека медицински факултет треба да се заврши. Так. Ако се почне и да не се бара премногу, затоа што сам по себе е голем залак. Да. Се согласувам, професорке, со вас затоа што мене ми е чест и задоволство што разговарам денеска со вас затоа што доаѓате токму од мојот факултет и сега кога вие зборувавте ме навративте на времето кога пред 3 години, нели, кога се запишав и бев бруцош на факултетот, па можам да кажам дека јас сум имал слична ситуација, но ете тоа времето поминува и потоа некако паѓа свеста што е медицински факултет и што представува, нели. Професорке, дали во времето кога студиравте имаше студентски дружби, забави, како се сеќавате вие на тие мигови? Секако дека имаше. Студентскиот живот е ист, како велат и во 20-тиот век, и во 21-тиот, најверојатно и во 15-тиот век со првите универзитети. Младоста е иста секогаш. Организацијата на студентскиот живот тогаш беше слична на сегашната, но поскромна, сепак поскромна. Значи, имаше забави, имаше бруцошка вечер, имаше апсолвентска вечер, имаше преубави апсолвентски екскурзии, имаше студентски конгреси, имаше можности за одење на студентски конгреси низ тогашната Југославија, на студентски настани, спортски игри, еден богат студентски живот. Јас се дружев со колегите додека сум на факултет,
но имав потреба личниот и социјалниот живот да ми биде сепак надвор од факултетот. Така што мојата социјална средина, онаа што нели беше позади мене, ми беа пријатели од средно училиште кои не беа медицинари. Се согласувам, да, тоа сите студенти го имаат без разлика дали се на медицински факултет или на било кој друг факултет од универзитетот. А кои беа најголемите предизвици со кои се соочувавте во текот на студиите? Вие студентка по медицина сте биле. Кој ви беше најтешкиот предмет во студиите? Така. Мислам дека најголемиот предизвик беше да се стигнат, односно да се фатат условите. Пошто условите беа така доста голем предизвик. Пошто во тоа време се учеше од дебели книги кои мора, и сега се учени од исти книги, меѓутоа тогаш целата книга мораше да се помине и се одеше на еден завршен комплетен испит, кој што секогаш беше усен испит и кој што бараше стварно многу голема подготвеност на студентот, затоа што професорите испрашуваа усно, даваа прашања, што ќе се падне и така. Така да тоа беше најголемиот предизвик. Кој ми бил најтежок испит? Најтежок испит ми беше патофизиологија, бидејќи во тоа време патофизиологија беше голем змеј на медицинскиот факултет. Имаше анекдоти, например, почитуваните професори легенди на патофизиологија, еден од нив, академик, голема легенда на медицинскиот факултет, кога ќе требаше да испрашува од приземје долу до спратот каде што е неговата канцеларија, 90% од студентите по патот веќе паѓаа. Оди по степениците, по скалите, испрашува, вика ти врати се. Јас се среќа не го затеков тој професор затоа што веќе беше во пензија, меѓутоа тоа беа анекдотите и беше вистина голем предизвик. Така да јас мислам дека за мене беше патофизиологија најтежок предмет. Јас имав среќа да полагам кај грамадни професори, кај строги професори, стамени професори, величини професори. Так. И повеќето од нив на крајот ми даваа многу убав фидбек и ми кажуваа дека се сепак луѓе. Да. На патофизиологија не го добив баш тоа што го очекував, но бев пресреќна што положив, затоа што полагав кај една од најстрогите професорки на факултетот. Така, професорке. Еве, вие денеска сте редовен професор на медицинскиот факултет. Како го паметите односот меѓу студентите и професорите тогаш, а како го согледувате од денешна перспектива тоа? Тогаш немаше блискост меѓу наставниот кадар, нели, од асистенти до професори. Рака на срце професорите ги сретнувавме на предавања, ако одевме на предавања. Да. Пошто и тогаш беше исто проблем. Јас не го гледам како проблем, го гледам како можност за избор. Значи, ние, пошто моравме да учиме, нели, цел испит од еднашка да се полага, избиравме да учиме, а помалку да одиме на предавања. Така што јас сосема го разбирам трендот на потреби за поинакви начини на извори, на стекнување на знаење. И на поинакви извори, а не само теоретското предавање. Можеби тука се разликувам од колегите, меѓутоа мојот став е дека мораме да го следиме времето и сепак да бидеме искрени и честни према себе што сме правеле ние кога сме биле студенти. Така да, ако одевме на предавање, ќе ги запознаевме професорите, него се случуваше и да не ги знаеме, а да одиме на испит. Генерално беше така. Имаше поединци, харизматични поединци, и млади, и повозрастни, и професори. Например, на физиологија секогаш имало харизматични луѓе. Јас имав среќа да бидам да ми биде асистентка една од најхаризматичните личности на таа катедра.
Потоа на дерматологија, на дерматовенерологија или нели понашена кожно, имавме една прекрасна докторка која беше возрастна. Меѓутоа беше толку харизматична и ги правеше најто на вежбите да сакате што побрзо да отидете и да сте таму. Така да нели возраста не беше проблем во комуникацијата, но генерално немаше некоја драматична близина или некакви да речам блиски врски и блиска динамика со професорите и со асистентите. Так. Кои вредности од вашиот студентски период сметате дека се најважни за денешните студенти да ги негуваат? Дали тоа може би е почита или? Така. Јас да ви кажам право, мислам дека вредностите се исти секогаш. Она што се менува е гледањето на општеството на тие вредности. Дали се практично прифатливи, дали се општествено исплатливи, тоа се менува. Така што вредностите, совесност, одговорност, почит кон сите, една добрина во душата, се вредности кои што се универзални и кои што се секогаш актуелни во секое време. Сега е прашање, нели како што кажав, колку се исплатливи во новото време, но реално и тогаш биле тие вредности и сега исто така. Да, значи задржани се генерално. Генерално да, но пак ви велам, моје мислење е дека овој општествен момент има малку поинакво гледање кон традиционалните вредности. Да. Драги студенти, драги гледачи, ние се годиме повторно со рубриката Студентски пулс прашува, студентите одговараат, да видиме како е на терен и што велат студентите. Дали сметаш дека наставата и материјалите ти се доволно квалитетни и релевантни? Не. Искрено не, затоа што сметам дека секогаш може подобро, затоа што последниве, 7-8 години гледаат да ја отупат скроз државата, поточно студентите и учениците, со тоа што намалуваат материјал, скратуваат историја. Нема историја, нема еднина. Добра, ако можеш нешто за подобро студентски стандард, што би било тоа? Би ги средила студентските домови. Затоа што се загревата условите кои што живеат студентите, нашите граѓани кои што треба да ја водат државата. Греота и срамота е студент, академски граѓанин да нема нормални услови за живот, кој 21 век да немам вода, да се измањава стварно срамота и греота. Дали сметаш дека наставата и материјалите ти се доволно квалитетни и релевантни? Зависи по кој предмети, меѓутоа секогаш може подобро и секогаш може повеќе. Што најмногу ти недостасува во студентскиот живот? Во студентскиот живот најчесто недостасуваат дружења, односно се она како што ни го раскажувале по старите генерации, сега веќе тоа сето е на некој начин изумрено. И ако можеш една работа да подобриш за да имаме подобар студентски стандард, која би била таа работа? Се разбира дека тоа се студентските домови, бидејќи според информациите со кои што располагам до овој момент, во повеќе студентски домови, не само во Скопје, туку и низ целата држава, ги немале оние потребни добри услови за живот, така да генерално би ги променил условите во студентските домови и би се борил за тоа да има повеќе место во студентските домови, за да секој студент може да си го приушти тоа да седи во студентски дом, бидејќи животот во студентски дом е токму оној кој што подсликува студентот. Дали сметаш дека наставата и материјалите се доволно квалитетни и релевантни? Па, секогаш може подобро, мислам дека треба да се поедностават и да се гледа во сооднос со годините, на студии, дефинитивно треба да се поедностават. Што најмногу ти недостасува во твојот студентски живот? Треба да има малку повеќе достапност, во смисла кога нешто не ми е јасно мене или на некој друг од студентите, да има каде да прашаме, каде да се обратиме, малку повеќе тоа да го разјаснат, да има достапност.
И за крај, ако можеш да промениш едно нешто за подобар студентски стандард, што би било тоа? Дефинитивно студентските домови јас ќе ги спомнам, затоа што пример тие што доаѓаат од страна или да не се чудат дека ќе останат на улица, бидејќи немаме сите тука роднини и тоа да не се кажува во последниот ден буквално ти да чекаш како нова година, туку да се знае малку однапред, бидејќи мислам дека тоа е најмал проблем да ги објават резултатите малку подобро. Се враќаме назад во студиото. Слушнавме што мислат нашите студенти на Универзитет Свети Кирил и Методи. Оваа можност ќе искористам да се заблагодарам на студентите од правниот факултет кои што се студираат на делото од односи со јавност и новинарство, кои што активно ќе бидат вклучени оваа сезона во емисијата Студентски пулс. Ние продолжуваме, професорке, понатаму со разговорот. Вие постојано сте во контакт со млади генерации студенти. Што најмногу ви остава впечаток на денешните генерации и на студенти по медицина? Така, да, долги години сум со студентите. Лично, во сите генерации ми оставаат особен впечаток студенти кои што се љубопитни, кои што сакаат да стекнат знаење, кои што сакаат некако да излезат надвор од шаблонот и при тоа се вредни, одговорни, упорни. Тие ми така многу ми даваат мене мотивација да бидам, да пробам да бидам креативна во наредниот период во однос на приближувањето на материјата кон студентите. Инаку, морам да приметам една промена, нели, во однесувањата на студентите. Во некои аспекти можам да кажам одлична, ама во некои аспекти не баш многу ми се допаѓа. Да речем, на медицинскиот факултет, во последно време забележувам една така малку на граница на токсична мотивација и бркање на просек. Значи, тоа го забележувам подолго време и да, вообичаено го објаснуваме со тоа што ќе им треба понатака во кариерата и така натака. Меѓутоа, мислам дека тоа е малку предимензионирано и мислам дека на граница на контрапродуктивно станува. Да. Инаку, размислувањата, студентите генерално пак ќе речам, има одредена група на студенти кои што се вистина мотивирачки и така ви даваат сила, ама некако голема група на студенти се како да се, да речам, задоволуваат со некое малку, така што имам коментари меѓутоа да застанам. Професорке, како што напомена, вие сте основач на Советувалиштето за студенти по медицина. Тоа било далечното 2013, може би не е толку далечно, само за мене далечно изгледа. Како дел од него и основач за Советувалиштето за студенти по медицина, сигурно сте сведок на нивни различни лични академски борби. Колку е важно академската заедница да биде поддржувач, а не само оценувачка, како што од аспект на професор? Така. Значи, Советувалиштето за студенти по медицина и сродни науки, така му е правото име, е основано, како што кажавте, во 2013 година со одлука на деканатската управа на медицинскиот факултет и со голема поддршка на тогашниот декан и управата, морам да посочам на некое барање на студентите. Тогаш во тоа време имаше некои заложби за практично и тогаш се смени курикулумот на медицинскиот факултет и се доби представа дека тоа ќе биде доста напорен период за студентите и се формираше Советувалиштето. Јас од почетокот го водам. Низ него во овие 12 години веќе се поминати повеќе од 300 студенти со психолошки товари кои што бараат психотераписки пристап, значи стручен психотераписки пристап, па и психијатриски пристап.
Направени се многу работилници и голем број на студенти имаат учествувано во тие работилници. Тие работилници се психоедукацијски, се за превенција, за на менталното здравје и за самопомош главно, така што тие активности се направени. И голема научна работа е направена за да можеме да подкрепиме целата идеја. Сум сведок, така и се роди идејата за советувалиште кај мене. Значи, од 2006 година, откако ја заврши специјализацијата за психијатрија, доаѓа студенти кај мене со проблемчиња, со тегоби. Во тој период имаше еден испит посебен на медицинскиот факултет, кој што беше многу страшен испит и кој што им правеше многу сериозен проблем на студентите, така што едноставно во тој период се покажа низа знаци кои укажуваа на тоа дека треба да се направи еден напор за да се направи еден ваков агол во нашата академска средина, една ваква институција која што ќе биде поддршка на студентите. Да. Факултетот е една од потешките и стресните сегменти на една индивидуа која што одлучила да се едуцира и да студира. Од ваше искуство, кои се најчестите извори на стрес кај студентите и кај младите? Така. Можеме и хронолошки да ги поделиме, можеме и не мораме хронолошки, меѓутоа ако тргнеме хронолошки, значи првиот бран на стрес е значи имаме студенти кои што се преселуваат, значи не живеат веќе со своето примарно семејство, туку доаѓаат да живеат сами во средината каде што е факултетот. Тоа само по себе веќе знае да направи проблем, новата средина, прилагодување на новата средина, барање стан и така натака. Тоа е едно нешто кое што е извор на стрес. Вториот извор на стрес ви го кажав порано преска, тоа е доаѓа еден студент кој што бил надарен, кој што ученик од средно, нели, како ученик во средно училиште, бил надарен, бил извонреден и така натака и доаѓа во една средина во која што и останатите се такви. И тука го имате, нели, го имате сега во моментот првиот колоквиум, а инаку претходно во моето време првиот испит кој што ви кажува, види, не си ти баш толку надарен колку што мислиш дека си. Да. И тоа знае да биде многу сериозен проблем. Многу сериозен проблем знае да биде комуникацијата со колегите, значи тие доста компетитивни средини, академски, на одредени факултети не простуваат успех и така натака. Ако тоа се, да речам, надворешните стресогени фактори, може да се случи за време на студирањето, значи еден многу среден живот, одлично среден живот, да биде изместен од колосек со неочекувани, непредвидени здравствени проблеми, лични или на член од семејство, со најразлични губитоци, со многу сериозни финансиски удари. И сето тоа е дополнителен проблем и знае да го тоа потенцира како страдање. И тука да не забораваме дека студентите се во време од 18 до 25 години, кога се завршува целиот развој на мозокот, на личноста, осамостојувањето, барањето на емоционални партнери, многу аспекти кои што можат да влијаат негативно и кои што можат да си го покажат својот ефект, што се вели во секое време. Да. Еве вашето искуство досегашно што го имате како професор и како дел од советувалиштето за студенти по медицина, кои фактички психолошки последици најчесто ги забележувате? Дали тоа се анксиозност, стрес, несоница, перфекционизам, веќе некои од нив и наведовте, но ете што е тоа што прво го увидувате кога ќе дојде студент кај вас, пример на консултација? Така.
имате широк диапазон, нели, како велиме ние во медицината 2 и 2 не се 4 во медицината. Така што вистина е тоа така. Значи има најразличен диапазон на знаци и симптоми. Меѓутоа, она што на некој начин треба да се следи е дали однесувањето на студентот е многу сменето во однос на претходно и дали ситуацијата во која што тој е во моментот, младата личност без оглед, влијае да квалитетот на живењето е редуциран, односно страда квалитетот на живењето од било кој аспект. Личен, професионален и социјален. Ако студентот почне да се повлекува, не зборуваме само за студентот, младата личност почне да се повлекува, менува начин на однесување или има, како велиме, знаци од автономен нервен систем, значи срцебиења, постојани разболувања, несакање да се продолжи понатака, до промени во расположение, до низа на различни, што би рекле, комбинации на симптоми, укажуваат дека тоа страдање ги надминува капацитетите за компензација. Да. Дека на тоа страдање треба да му се даде внимание, односно треба да се види дали може да се смени нешто. Да. Така да различни приказни има. Да, реално мора, мислам, реални да бидеме, има голема стигма околу менталното здравје кај младите. Не само кај младите, туку кај секој индивидуа во денешното општество. Како вие гледате на тоа? Нели, стигмата е многу голема во однос на секој, како што кажавте, во однос на секое зборување за проблеми со менталното здравје. Значи, човекот е така скроен да не сака да каже дека му е тешко. Да. И самото тоа прави да стигмата обстојува. Стигмата, за жал, ја има и здравствените работници, да, кои не треба да имаат, и меѓу другите членови на општеството. Не е добра стигмата, затоа што ја комплицира уште повеќе ситуацијата. Во однос на менталното здравје на студентите, пак ви велам пред 12 години. Значи, студентите беа тие кои што сватија дека адресирањето на стресот за време на студиите, дека е неопходно тоа да се направи за да можат да го издржат притисокот на студиите. Така што сегашниве младиве генерации, тоа е глобален тренд. Вашата генерација, за разлика од нашата генерација, многу поотворено зборува за психолошки товари. Многу полесно бара начин како да тие психолошки товари си ги растовари. Почнувајќи од барање помош од вештачката интелигенција, сега нели многу актуелно, до немање проблем да каже дека оди на психолог. Нели тоа не е општо прифатено, меѓутоа младата генерација полесно тоа го прави отколку да речем постарите генерации, и тоа е добро, затоа што на младите светот останува. Да. Се согласувам, професорке, со вас, затоа што бев и сведок јас на едно такво искуство, дека младите се повеќе нели немаат проблем да зборат за темата за менталното здравје, дека биле на психолог, но еве ќе ви споделам еден конкретен пример. Колега што го имам, тој чувствуваше притисок и фактички психолошки притисок имаше од околината, од студиите, и сакаше се обрати на психолог, но тој не беше поддржан од дома и од неговите. Ете, тоа е моментот што вие кажавте дека постарите генерации не го разбираат тој момент со психотерапија, со помош од психотерапевт или психијатар, туку некако кај нив е повеќе задржана таа стигма и ептен се ограничени на тоа поле. Да, значи како викаат, ќути, нели, што ќе кажат соседите. Да. Нашата, и не е само нашето, тоа е општо, глобално е. Ние велиме дека има 3 нивоа на стигма. Првата е лична, Да. таа е најтешката.
втората е семејната, односно во средината во која што живее човекот, и третата за жал е од здравствените работници која постои, ја има како таква, и ние имаме и истражувања документирани. Така да каде треба да се работи? Треба да се работи правично, да се надмине личната стигма, односно личниото чувство на срам дека нешто на некого му фали. Нели, не повторно ќе кажам, не само нашето општество, не само тука во нашата земја. Општо, многу е полесно да зборуваме дека имам, нели, пијам апчиња за холестерол, пијам апчиња за шеќер, пијам апчиња за притисок, али Боже чувај ако кажам дека имам потешкоти, дека на работа не можам да постигнам затоа што имам, нели, според мене не соодветни барања, не соодветни притисоци и така натака. Тоа никако, или не дај Боже дека пијам соодветна терапија за да се чувствувам подобро. Да. Така што тоа е во природата на човекот, ама исто така во природата на човекот е да си бара решение. Така што Апсолутно. Се надевам дека иднината ќе работи на тоа. Гледам дека кај младата генерација тоа е драматично различно. Да. Еве вашето досегашно искуство и сето тоа, дали би можел да го споиме со тоа, да дадете некои техники или совети, како пример да се студентот да се полесно отстрани од стресот или анксиозноста која што често е на налет, особено во испитни сесии или во колоквиумски. Така, да. Како викаат, има совети за брзо и краткотрајно растоварување на стресот, и тоа вообичаено, нели велиме палијативно дека е, и има за превенција. Стресот е дел од живеачката, него не можеме да го немаме. Значи ние мораме да имаме едно одредено ниво на стрес кој што не носи напред. И тоа си е физиологија на човековиот нервен систем. Но работата е кога тој стрес нели ќе премине во нездрав стрес, што би кажале. Преди испит, сега нели не е благодарно кратки совети да се даваат и брзи техники, но јас на студентите им сугерирам преди испит прво да се запознаат себе си. Што им се тригерите, што им е тоа што ги вознемирува. И да речеме, ако имаме некој студент кој што има страф од испит, што е нормално, но ако кај него е поизразен, тој студент и не само студент, таа личност не треба да речеме да се остава во последните 2 сати да прави големи нешта. Да речеме да повторува тогаш. Не треба да пие кафе тогаш за да му се отворат чакрите па полесно да запамти. Не, тој треба да си се организира така да последните неколку сати ги отспие. Дали ќе ги отспие со помош на магнезиум и B6 витамин или супер ако може да заспие природно, меѓутоа тој човек треба тоа да знае дека ако направи одредени активности дека само ќе му се влоши. Значи затоа велам, прво треба да се научат кои се тригерите. Потоа, да речеме, знаеме колку знае да биде вознемирувачка средина кога ќе видите некој студент, некој колега кој што све знае, све му е супер, одлично, му е многу кратко време употребил, а вие сте се здробиле од учење и здрави и исто пристап. Не стоите до него, тргнете се понатака. Значи, осамете се, фокусирајте се на своите мисли и на тоа дека сте вложиле доволно труд и ќе видите што ќе испадне и така. Така да речам, тие се некои пристапи. Дишењето според одредени правила е исто така многу важно, нели? Бавно и длабоко дишење со задршка на воздухот, со визуализација на пријатни ситуации исто така помага. Да. Јас на студентите им сугерирам да си купат привезок за клучеви, например, кој што е мекан, за да ги да го активираат сетилото за допир. Кога се вознемирани, значи кога сме вознемирани, основното правило на
велиме приземјување, како авион, grounding, е да ги активирате сетилата, сите одеднашка, ако е можно, за да може анксиозноста да се распрсне низ сетилата. И затоа во тогаш е добро да се земе, да се јаде чоколадо, например, пошто тоа па и помага за лачење на серотонин. Да се, ви велам, нешто што е мекано, што е крзнено, нешто мирис убав, така да тие помагаат да се намали, дури и паничен напад да се намали на тој начин. А за подолготрајно и за хронично, нели, за што велиме ние превенција, физичка активност секако, или нели, кој е љубител на физичка активност, редовна физичка активност, или техниките од истокот, кои што кај нас допрва се ценат, најразлични техники на медитација, на опуштање, на автоген тренинг и така натака, се добри за долгорочно намалување на стресот и се разбира соодветна здрава храна и соодветна социјална поддршка. Значи да биде човекот обкружен со позитивни луѓе, со луѓе кои што му прават добро. Да. Професорке, сега од ова гледиште и во текот на нашиот разговор, нели го фативме советувалиштето за студенти по медицина, па ве сакам да ве прашам дали и кое е вашето мислење, дали треба да постои централен центар за психолошка поддршка на студентите на УКИМ? Треба да постои, затоа што УКИМ е голем, нели најголемиот универзитет, најстариот, најдобриот универзитет во нашата држава и со самото тоа треба да биде предводник во некои нови трендови. Мислам дека треба да се посвети внимание на тоа. Моето мислење е дека и не мора да биде централен, може да биде и дисперзиран. Затоа што моето гледање е дека на студентот на кого што му е потребно да направи разговор или да добие психолошка поддршка, многу полесно ќе му биде внатре во кампусот да го направи тоа, отколку да оди специјално, да речеме, некаде на некое централизирано место. Така што моето лично гледање е дека може би и дисперзиран тип на таква поддршка исто така е добро решение. Да. Еве вие како основач на советувалиштето за студенти по медицина, што би препорачале како прв чекор за факултетите кои доправа, пример, сакаат да воспостават советувалиште, од каде да почнат? Треба да почнат од сериозна консултација со катедрата за психологија при филозофскиот факултет, односно при УКИМ, затоа што советувалиштата, велам сега прво за психологија, затоа што зборуваме за психолошко советување, кое што во принцип има целна група луѓе на кои што им е потребен совет како да го подобрат својот личен раст и развој. Да. Што ќе каже дека зборуваме за одредена група на луѓе кои што спаѓаат во групата на здрава популација. Да. Тоа е првата инстанца, а втората инстанца секако мора да биде клиниката за психијатрија, односно медицинскиот факултет, кој што се занимава со проблематика која што влегува во отстапување од нормалното, односно во проблематика која што би можела, нели, да биде и патолошка проблематика. Советувалиштето за студенти по медицина е конципирано на основите на психијатриската доктрина, со соодветна употреба на психолошките алатки во текот на работата. И оно што сакам да го потенцирам е дека формирање на такви служби, дали ќе се викаат советувалиште или центар или слично, треба да се прават врз основа на доктрините, односно врз основа на принципите на работа на едно советувалиште како институција. Да. Значи не треба да биде волунтаристичко. Да. Така што доколку нема такви служби,
може да се направи нешто што би било на некој начин претходница, а тоа е да студенти се обучат да помагаат на своите колеги во справување со одредени потешкоти. Да. Професорке, вие пред некоја година или чинам претходната година ја издавте вашата монографија за Советувалиштето за студенти по медицина. Таа монографија за студентите по медицина може да ја набават нели во библиотеката во склоп на медицинскиот факултет. Дали може би е достапна и еве вие што мислите, дали се одветна и други млади студенти и млади личности да ја прочитаат? Па како да кажам, нели, како автор на книга, нели секој писател си ја сака својата книга. Мислам дека е многу соодветна и баш така и во предговорот е спомнато дека ова е книга за студентите, за нивните блиски и за секој заинтересиран читател. Така да во нејзе има вистина таа е со главниот акцент на факултетот на студентите по медицина, затоа што нели од таму потекнуваме и тоа е нашата цел, но сите нешта што се во книгата се применливи за секој факултет. Да, така. Професор, јас ви благодарам. Сега за самиот крај имаме на рубрика спремено, која што е дел од секоја емисија на Студентски пулс. Тоа е рубриката 3 прашања за 30 секунди. Јас ќе ви ги поставам прашањата, вие треба да брзо да ни одговорите на истите. Дали сте спремни? Спремни. Ако можете да се вратите во студентските денови, што би кажале на младата верзија од себе? Па би кажала, немој толку да се секираш и продолжи така како што тераш, добро тераш. Супер. Кога не би била докторка и професорка, која е професијата што би ја одбрале? Тоа е тешко прашање. Може би, ама нема многу далеку да отидам. Новинар, психолог, може би. Так. Тоа. Добро, и во една реченица, што е за вас суштината на добриот студент? Добриот човек. Добриот човек. Професор, ќе ви благодарам од срце. Ми беше чест и задоволство денеска што остваривме еден разговор. Особено што доаѓате од мојот факултет, што им имате предавано и мене. Ја знам вашата академска ширина и длабочина, со која секогаш целите кон студентите да бидете поддршка и мотивација. Се надевам дека ќе организираме и настани за сите студенти на УКИМ, како работилниците што се организираат од Советувалиштето за студенти по медицина. И ова ќе биде една убава мотивација за останатите факултети да целат кон советувалишта и центри за психолошка поддршка. Ви благодарам на поканата. Ми беше многу убаво, пријатно искуство и ви посакувам многу успех во понатамошната работа и секогаш, нели, додека сум активна во кариерата, ќе бидам на располагање за подобрување на квалитетот на академската средина и студентите да си се чувствуваат дома во академската средина и да го подигнеме нивото на целокупната академска комуникација. Така. Професор, ќе ви благодарам многу уште еднаш. Драги гледачи, драги студенти, ова беше втората епизода од емисијата Студентски пулс, заедно со професор доктор Сања Манчевска, редовен професор на Медицинскиот факултет. Се надевам дека допревме до многу студенти, дека споделивме добри совети, а ние со истиот пулс продолжуваме понатака во наредната епизода.